Добра вечер. Сега е 9 часот и неколку минути, а вие сте повторно со анализата на 24 вести. Денес денот го одбележа манифестацијата Ден на дрвото засадија својата иднина. По 8 пат повторно граѓаните и политичарите садеа дрвца на територијата на цела Македонија. Но она што прв пат се случи оваа година е вклучување на уште една иницијатива во оваа манифестација, Манифестот Македониум или собирањето на потписи против неспомнувањето на придавката македонски во европскиот извештај, овој пат се вклучи во Денот на дрвото. Дали на овој начин оваа манифестација се исполитизира и дали граѓаните денес се изманипулирани? Ова всушност ќе биде тема и на вечерашната анализа и ќе се обидеме да дојдеме до некои одговори. Јас предлагам прво да видиме што се случуваше денес, па потоа ќе продолжиме со разговорот. Со засадени дрвца и потпис на петицијата за македонизмот, министрите Јанкуловска и Ставревски во Мршевци го одбележаа Денот на дрвото, каде годинава се засади околу 10 хектари на дабава и багремова шума. Според министерката Јанкуловска нема подобар начин од тоа на овој ден да се упати една јасна порака до меѓународната јавност, која не треба да биде сватена како политичка провокација, туку како нешто кое само го потврдува постоењето на македонскиот народ и идентитет. Годинава садиме на околу 400 различни локации во целата Република Македонија и е планирано да бидат засадени околу 5,7 милиони дрвца, што практично заедно со предходните 7 акции го достигнува бројот од 44 милиони дрва засадени во последниве неколку години. Денот на дрвото не води кон политика, туку сепак кон нешто реално и нешто убаво за наредните генерации. Вкупно во Македонија има 31 милион пошумено од страна на македонски шуми. Износот е некаде околу 400 до 500.000, односно милиони денари. Поголем дел од граѓаните кои засадија дрвца исто така го дале својот потпис за петицијата и пред камерата на 24 вести велат дека ова е добар начин да се испрати јасна порака до меѓународната и светската јавност. Сигурно засадиме. Да. Не е едно дрвце. Па, море 100 комада. Да, се потпишаме. Прво што дојдовме, се потпишавме. Потпишани сме. На крај ние ќе се потпишеме. На крајот чекаме да си одат сите, па ќе се потпишеме сигурно. Според јавното предпријатие Македонски шуми, на територијата на општина Илинден засадени се околу 600 хектари шума во изминатите 8 години, а на ниво на цела Македонија за овие 8 години засадени се околу 40 милиони дрвца. Вечер ќе разговараме со професор Здравко Савески, кој е експерт за политички систем, но и за политички маркетинг. Професоре, слушнавме во изјавите во прилогот велат дека во денешнава акција немала политика. Дали навистина немаше политика во денешната акција? Не би се согласил дека немаше политика. Треба прво да се разјасни дека оваа акција е една доста добра идеја, да една земја како Македонија која има проблеми со немање доволно зеленило, да се пошуми. Но оваа добра идеја, секогаш добрите идеи не значи дека добро ќе се реализираат и дека нема да се меша политиката внатре во нејз. За жал, уште од почеток на овие акции пред неколку години се политизираше до некоја мера таа акција. За жал, оваа година уште повеќе можеме да видиме дека се злоупотребува на некој начин една убава идеја во која секој граѓанин требаше да се вклучи, но пред се да се вклучи ако владата се потрудеше да не го политизира настанот. Зошто се политизираше денешниот настан и како е политизиран во минатото? Она што, да кажеме, во минатото како прво беше политизирано, се политизираше на начин што сето ова добиваше некоја си димензија на една појава која во бившиот систем беше доста типична, значи масовни работни акции и упатување по присила, да речеме, на работната обврска на самите вработени, без разлика дали тие би поддржале таква акција или не. Да подсетиме дека вработените во јавната администрација немат избор дали нема да одат на акцијата или не. Наместо, например, да се верува повеќе во граѓаните, да се покажи верба во граѓаните, нивната еколошка свест и сето ова да беше во сабота и да беше доброволна акција. Самото тоа што не е оваа акција организирана во сабота,
кога секој може кој сака да учествува во незе, туку се инсистира на масовниот елемент, на тој начин што на вработените во јавната администрација фактички им доаѓа како прекувремена работа сето ова. Самиот тој елемент покажува дека непотребно се инсистира на масовноста и во која се гледа поддршка за една владина мерка и по некој си дефолт за цела владина политика. Значи, тоа е онај момент кој е во позадина, не се гледа обично на прв план, но постои. Овој пат, на сама таа масовност, која се инсистираше како поддршка на одреден став да се перцепира, беше надоврзана една поента која нема врска со садењето на дрва, значи европскиот извештај. Беше искористена масовноста која беше присутна на овие настани за да се искористи таа да се поттикна граѓаните да се потпишуваат на Македониумот, манифестот за Македониумот. Добро, дали на тој начин граѓаните се изманипулирани? Дали овие две акции се комплементарни? Дали ова е нормално? Значи, дали ова постои во политичката теорија? Дали ова може да се прави? Тоа е проблематичноста. Треба секој да се запраша која е комплементарноста на садењето дрва и потпишувањето на една петиција. Ако се спојат, тогаш се може да се предпостави дека некој свесно тоа го направил за да добие политички поени. Дека потпишувањето на Македониумот не било толку масовно претходно и затоа се користи и злоупотребува една ваква масовна акција за да се зголеми масовноста на потпишувањето. Значи, очигледно е злоупотребен овој процес на садење на дрва, кој, пак ќе кажам, сам за себе не е проблематичен. Добро, со вас не се согласува министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, која денес даде изјава во својство на министер, но можеме да го сметаме тоа како и став на владата. Таа вели дека граѓаните со ова воопшто не се изманипулирани и дека го прават тоа врз основа на својата слободна волја. Јас предлагам прво да ја видиме изјавата, па ќе продолжиме со разговорот. Не сметам дека представува политизација, сметам дека тоа е граѓанска иницијатива која секако дека е легитимна, а останува на секој поединец да одлучи дали смета дека треба да се приклучи или не треба да се приклучи кон една ваква иницијатива. Јас лично сметам дека треба да се приклучам, меѓутоа сите оние кои сметаат поинаку имаат право тоа да го мислат. Министерката Јанкуловска вели дека ова е легитимна граѓанска иницијатива и дека секој кој сака може да се приклучи или не може. Тогаш што е спорно? Значи, типично е секогаш кога нешто се прави пропагандно, едноставно да го негирате тоа дека се прави за поголема успешност на акцијата. И тоа е типичен политички став кој многу и не може да зборува. Оно зашто јас мислам дека во врска со потпишувањето на петицијата и манипулација со граѓаните е во насока на тоа што еден важен елемент од извештајот на Европската унија, немањето на придавката, непостојањето на придавката македонски во незе е нешто што треба да се реагира. Но треба да се реагира на поинаков начин. Значи, должност беше на министерот за надворешни работи да го направи тоа и го направи. Со оваа акција на потпишување, која, да, на изглед личи дека е граѓанска, но едноставно можете од партија на власт да ги известите своите приврзаници да собираат потписи и тоа ќе личи на граѓанска акција, а фактички е владина акција. Добро, интересно е во изјавата на Јанкуловска, она вели тоа е граѓанска иницијатива, секој има волја, но јас се потпишав. Значи, каква порака се праќа на тој начин? Целата ова кампања околу потпишувањето има за цел за одвлекување на вниманието на граѓаните од целиот негативен извештај на Европската унија и извлекување на еден елемент во незе кој е проблематичен. И во врска со тој проблематичен елемент, должност беше на министерот за надворешни работи да реагира. И реагира и требаше, ако владата беше работи за доброто на Македонија, да се осврни на забелешките на Европската унија кои стојат во нејзиниот извештај и да работи на нив.
не за доброто на Европската Унија, туку за доброто на граѓаните на Македонија. Бидејќи оние забелешки кои се дават во извештајот на Европската Унија, ако нашата влада и сите други фактори работат на него, тоа значи дека ќе се подобри демократијата и владењето на правото во Република Македонија. Добро, премиерот кажа дека забелешките во европскиот извештај се всушност дополнителен притисок врз Македонија да го смени името. Да, значи типично бегање од одговорност. Извештаите на Европската комисија се секогаш со доста одмерени зборови, со намера да не се навреди, туку да се помогне, да се посочи на проблемите за земјата кандидат да работи на незе. Со две цели. Да таа земја кандидат напредува во европскиот пат, ама исто така многу важно, за да го подобри животот на соседните граѓани во соседната земја. Такви забелешки, дадена во доста дипломатски јазик, со доста одбрани зборови, да се избегне, значи, негативниот фидбек, да се осуди од старт, е доста политички неисправно и контраефективно. Добро, за волја на вистината, употребата или неупотребата на придавката македонски е иста од 2009 година. И зошто токму сега се случува ваква една огромна кампања на потенцирање на тој факт и еве вклучување на манифестот Македониум дури и во денот на дрвото? Зошто токму сега се случува тоа? Може би бидејќи оваа година извештајот на Европската комисија е најкритичен и е одбрано да се примени порадикално средство на пропаганда. Ќе подсетиме дека од 2009 година имаше владата поинаков однос кон извештајот по објавата. Ги наоѓа и ги бара оние реченици во извештајот кои делуваа позитивно или покажуваа некој напредок. Значи го гледаа она што е позитивното, се обидуваа да го игнорираат она што е негативното. Оваа година ја сменаа тактиката. Многу често во политичкиот маркетинг е правило да се одвлечи вниманието на граѓаните. И испробан механизам за одвлекување на граѓаните на вниманието на граѓаните од реалните проблеми е играње на картата на националните прашања. Значи, национализмот како метод за одвлекување на вниманието на граѓаните од реалните проблеми со кои се соочуваат. И е избрано да играат на таа карта и таа карта, за жал, има ефект. Значи, во однос на политичкиот маркетинг, мислите дека тоа се случува сега, дека се работи само за одвлекување на внимание или имаме повеќе компоненти? За одвлекување на внимание, дефинитивно, бидејќи ако сакате да не ги гледаат граѓаните реалните проблеми, тогаш најдобро е да играте на нивните национални чувства. А моментот, значи пак ќе кажам, дека тоа што не се употребува придавката македонски во извештајот е нешто на што треба да се реагира. Но начинот на кој ќе се реагира веќе ја прави разликата. Ако министерот за надворешни работи упати нота во врска со тоа, тоа е во ред. Но ако земите да правите една популистичка мерка на собирање на потписи и да го насочувате целото внимание на граѓаните на тој аспект од важен, но не единствен аспект од европскиот извештај, тогаш се гледа дека е направен обид за одвлекување на вниманието на граѓаните. Добро, еве, да речеме дека акцијата е легитимна, дека собирањето на потписи е сосема легитимно, значи дека тоа го прават од причини за одбрана на идентитетот. Еве да речеме сите 2 милиона луѓе во Македонија да се потпишат и да ги пратат потписите во Европа. Мислите ли дека ќе се смени нешто во следниот извештај? Па нормално мислам дека нема да се смени ништо, но пред се намената на собирањето на потписи е внатре политичка, а не е надворешна политичка. Значи нема да има ефект. Ефект може да има ако правилно се изигра, да се покажува кооперативност и да се намали со националистички изјави кон Грција. Ако тоа се направи, тогаш во дадената ситуација, во ситуација која Грција се соочува со економска криза, може да има позитивен ефект. Значи, се одбираат методи и начини кои
немат ефект на надворешен план, туку имат контраефект, значи негативно, но кои имаат ефект на внатрешен план. Значи она што го прави владата на Република Македонија моментално е не да ја подобри нашата позиција во однос на спорот на името, туку да освои дополнителни внатреполитички поени. Да, но сепак тоа се покажува за сега сосема ефикасно. Политичкиот маркетинг мисля, че не дека делува. Да, делува. Тоа е... Зошто народот тоа не го приметува? Значи, еве, ако е тоа така, зошто народот не препознава што е политички маркетинг, а што е легитимна акција? Да, за жал, граѓаните многу често се жртви на пропагандата и на манипулацијата. Тоа е во голема мера факт, бидејќи не се работи меѓу другото на нивно медиумско образование. Значи да станат способни да сетат што е пропаганда, како медиумот или владата сака кои се методи ќе ги користи за да манипулира со нив. И тука е, да речеме, улогата и на медиумите и на научната јавност да предочува на методите со кои може да се користи одреден политички субјект за да манипулира со нив и со нивните чувства. Што мислите вие во врска со самата акција? Доколку се спроведува на друг начин, доколку денот на дрвото се исчисти од политичкиот маркетинг и пропаганда, какво ќе биде тогаш делувањето во јавноста? Јас мислам дека ако владата на Република Македонија се обиде да ја исчисти оваа акција од секоја политичка поента во незе, дека тоа дури позитивно ќе се одрази на нивниот рейтинг. Да подсетиме дека оваа акција беше граѓански заснована. Оние граѓани кои ја иницираа, побараја поддршка од владата и владата им ја даде таа поддршка и без владина поддршка нема можеа реално да ја спроведат оваа акција. Без владина финансиска поддршка. Да, финансиска поддршка. Но и сето тоа, значи ако не се вмешуваа политички поенти во незе, ќе беше сосема исправно и ќе беше она што секоја влада треба да направи, да мисли за доброто на заедницата, значи за нашата животна средина да се грижи, да го покаже таа грижа. Но значи ќе имаше поента, ќе се постигнеше поентата и без вметнување на политизација. Вака со вметнување на политизација тие ризикуваат во акцијата да не се вклучат оние граѓани кои се сеќаваат во акцијата добивање политички поени. И на таков начин од една одлична идеја доаѓаме до ниво на незина политизација, кај што се поделуваат граѓаните на оние што ја поддржуваат акцијата и на оние што не ја поддржуваат. Значи, непотребно се дели народот на една тема која очигледно треба сите да ги обединува, значи унапредување на животна средина. Во однос на денешното собирање на потписи, телевизијата 24 вести контактираше и со комуникологот Петар Арсовски. Јас предлагам да слушнеме прво што кажа тој, па ќе продолжиме со разговорот. Тоа е една класична политичка злоупотреба на една акција која во основа имаше шанса да стане нешто, една пристојна акција во Македонија. Тоа беше акција за еколошка свест, за сади го дрвото. Тоа што сега се поврзува со една политичка опција и една политичка друга акција која представува еден политички став со подпишувањето на евентуално декларација или писмо, ги носи луѓето во една неповолна ситуација да мораат да бираат дали ќе ја поддржат и првата акција заради втората. И тоа е една класична манипулација на граѓаните насила. Многу едноставно се прави манипулацијата. Може луѓето да ја поддржуваат акцијата денот на дрвото без да поддржуваат политичка опција за заштита на идентитетот. Или да не сакаат да тоа да се изјаснат. Таа опција со ваквото поврзување им се одзема. И тоа е една класична манипулација. По автоматизам владата ќе смета дека сите кои излегле за денот на дрвото, сите го поддржуваат идентитетот, што не може и да не е вистина. И со тоа се зголемува бројката, односно се префрла тежината на одлуката од политичарите кои треба да се зафатат со тој проблем, на граѓаните кои со својата масовност и најчесто без да ги разбираат последиците од тоа што го прават, се изманипулирани во еден таков сплет на околности. Господинот Арсовски имаше слични поенти као и вие. Меѓу другото, тој кажа дека на ваков начин се префрлува одговорноста од политичките елити кои треба да го решаваат проблемот врз граѓаните.
Мислите дека се случува тоа? Префрлање на одговорноста има, да речеме, и тоа е еден од методите на популизмот, со кој значи се служи секогаш популизмот, да се зацкрие некој зад манипулираната маса. Тука, кога зборуваме за популизмот, треба да направиме една дистинкција, бидејќи многу често во нападот на популизмот од нечија страна се застапуваат некои тези кои се елитистички. Едноставно, тезата што би била ако сме ние против популизмот, тоаш би значело вообичаено луѓето сваќаат дека ние поддржуваме затворање на политиката во тесни кулуари, во елитите. Значи елитите да ја преземат својата одговорност, политичка одговорност и слично. И тоа се случувало да се изнесуваат такви ставови кои фактички се недемократски. Значи ако ја направите политиката само на лидерите, ако само во лидерите лоцирате политичка одговорност, а граѓаните ги исклучите од демократијата, тогаш многу малку останува од демократијата. Многу важно е да се има предвид дека спроти елитизмот не е само популизмот, туку и желбата за продламочување на демократијата, за демократизација на демократијата. Сега, и кај демократизација на демократијата и кај популизмот имате спуштање на донесувањето одлуките од височините на народот. Но разликата помеѓу тие две работи е во тоа што кај демократизација на демократијата, кај тој концепт имате одлучување на граѓаните за реалните проблеми, додека кај популизмот имате манипулирање со народот на веќе донесена одлука. И тука таа разлика мора многу нужно да се разбере, за да не при нападот во популизмот застапуваме елитистички позиции. Велите дека треба да се има разлика дали се пренесува одговорноста врз граѓаните или не се пренесува. Значи во демократија граѓаните ја даваат својата одговорност на избори. Тие ги бираат своите политички лидери кои понатаму треба да продолжат со политиката, нели? Да, но проблемот е тогаш дали ако во тој период од 4 години помеѓу граѓаните никој ништо не ги прашува, тоа е позиција на демократски елитизам, кој можеме да дискутираме дали има повеќе демократски или елитистички моменти. Работата е дали во тој 4 годишен период ќе давате само привид дека ги прашувате граѓаните. Фактички на слични акции како ова со манифестот. Значи, на изглед тоа е граѓанска иницијатива, а доста може да се забележи дека фактички е мотивирана од страна на владата. Значи, тој привид го имаме тука и затоа можеме да зборуваме за манипулација. Додека демократски начин на вршење на притисок на владата за да ги зачува своите, да се држи во рамките на законот, например, имате акции која бара нешто од владата. Кога, например, ќе го кажеме, например, протестот против полициска бруталност. Значи, тоа беше чисто граѓанска иницијатива која одеше во насока на демократизација на општеството. Значи, од една страна имате изворни граѓански иницијативи кои се за секоја пофалба и треба да се слуша, значи, имате иницијативи кои може да се забележа дека се привидно граѓански, дека фактички владата се обидува да манипулира со граѓаните. Во првиот собирањето на потписи, самата министерка Јанкуловска кажа дека она ќе се подпише, а министерот Ставревски видовме дека се подпиша. Да, но, например, изворна граѓанска иницијатива на овој начин би било кога би се побарало, например, од владата да и другите елементи од извештајот на Европската комисија да се проблематизираат и другите елементи. Например, како стои со партиската администрација, со владењето на правото, со партизираното судство. Ако исто толку реален проблем во Македонија е и партизираната администрација, зависното судство и зависните медиуми, колку што е и ова прашање. Значи, да се одбере да
се инсистира само на еден дел од од таа целина, а не на останатите делови, е начин на одлекување на вниманието. И тоа, бидејќи е доста очигледно дека се обидуваат дека политиката на владата е да се го облечи вниманието на граѓаните од реалните проблеми и јавувањето на една граѓанска иницијатива која е синхрона со иницијативата на владата, раѓа сомнежи дека се работи за манипулативен потек на владата со граѓаните. Во реалноста нема да видиме иницијатива во која граѓаните ќе излезат и ќе собираат потписи за судството, за слободата на медиумите или за тие други критични делови во европскиот извештај, нели тоа нема да се случи? Па да, тука е и одговорноста на секој граѓанин кој кон нашите општествени процеси. И тука е елементот на граѓанскиот активизам. Значи, секој граѓанин треба да се запраша што значи ако тој како граѓанин, ако се потпише на една петиција како Македониумот, кој ефект ќе го има? Претходно спомнавме дека тоа на надворешно политички план нема да има никаков ефект. А што би значело да се осврне и да се потпише на една петиција која би се осврнала на некој реален проблем со кој тој се соочува? Значи, например, ете да кажеме, еден податок кој тотално во Македонија не се спомнува е страшен. Например, Агенцијата за вработување, буџетот нејзин, тоест парите кои таа ги одвојува за невработените, само за една година се намалени за 38%. Значи, скоро се преполовена помошта што државата им ги дава на невработените лица. И сега тоа не е општествен проблем. Како, зошто и каде се невработените тука? Зошто невработените не се потпишат и не преземат акција во врска со ова? Значи, фрапантно за една година да намалите 38% од средствата, тоа е многу страшно. Значи, зошто не се потпишува таква петиција, се потпишува за името, која нема да има ефект. Евидентно е дека тој граѓански активизам во Македонија е на многу ниско ниво. И имаме ли одговор од експертите зошто е тоа така? Зошто гледаме дека дури во соседството се случуваат протести, немири поради најмала ситница која задира во животниот стандард на граѓаните, но во Македонија тоа не се случува, секогаш е мирно. Не е секогаш мирно во Македонија, значи ете пак ќе го спомниме протестот за полициска бруталност, но сепак нашите граѓани не се научени баш да се борат за своите права. И тоа е проблем можеби на ниво на менталитет. Кај нас обичниот граѓанин смета дека за неговите права треба да се борат сите, само не тој самиот. Се додека тоа го имаме, ќе ни се газат правата наши како граѓани. Значи, мора да дојде до промена на менталитет. И примерот со соседна Грција е многу добар и здрав пример за тоа. Значи, во оној момент кога им се одземаат правата, тие сметаат дека треба да се излези на улица и да се спречи тоа одземање на правата. Кај нас многу често наместо протестирање за одземање на права се одбира да се молчи или само да се зборува, а ништо да не се делува. Се додека е тоа така, во Македонија ќе продолжи процесот на одземање на правата и при тоа ќе не го одвлекуваат вниманието со некои манифести и слични концепти. Тоа го прави политичкиот маркетинг доста полесен, нели, за било која влада секогаш, доколку граѓанството има таква свест. Да, најлесно, значи да прв услов за имате успешна манипулација е да граѓаните се спремни да ја проголтаат таа манипулација. Ако ја развиваат, ако работат на развивање на својата граѓанска свест, ако се прашат колку секој граѓанин самиот лично може да придонеси некоја работа да промени, тогаш ќе се сменат некои работи. Бидејќи и во однос на граѓанските права е работата слична како, например, концептот на корупција. Ете, ќе ја пофалам владата за една кампања која водеше против корупцијата, кај што викаше дека корупцијата завршува со мене. Значи, со секој од нас зависи нивото на корупција. Ако секој одбери да не направи коруптивен акт, значи не само да прима мито, туку и да дава ни мито, тогаш автоматски нивото на коруптивност во Македонија ќе се намали. Значи не мора се нагло да се смени,
туку секој човек треба да се праша колку тој самиот може да придонеси да биде дел од онаа промена која сака да ја види. Професоре, анкетите сепак покажуваат дека мнозинството граѓани се согласуваат со политиката на владата. Особено тука се работи за идентитетските прашања, речиси сите анкети го поддржуваат ставот на владата и политиката на владата во однос на ова прашање. Секојдневно гледаме разни анкети кои таргетираат разни прашања. Мислите ли дека постои, дали анкетите влегуваат во тој политички маркетинг на некој начин? И како? По анкетите на јавното мислење може многу успешно да бидат искористени од гледна точка на политичкиот маркетинг, бидејќи тие на обично се показател на јавното мислење. Но, значи, ако сакате да дознаете каква е состојбата со јавното мислење, спроведувате анкета. Но многу често се користи анкетата и за креирање на јавното мислење. Откако вие ќе пласирате информација дека состојбата со јавно мислење е дадена состојба, тогаш самиот тој податок влијае врз јавноста да си го промени ставот на некоја насока. Така што во последно време во Македонија и тука, значи, играте со бројките, ги прикажувате неточно, со намера да креирате одредена состојба и промена кај јавното мислење. И во Македонија, за жал, во последно време многу повеќе се користат анкетите за да се креира јавно мислење, отколку да се измери тоа јавно мислење. И тоа е метод кој го прават, значи, свесно оние што се консултанти за политички маркетинг, и тоа од гледна точка, значи, за зголемување на свесноста на јавноста против овој механизам на манипулација, едноставно да пробат граѓаните да го одржат својот став без разлика на процентуалната поддршка за одредена одлука или одредена личност што е пласирана во јавноста преку анкетите. Професоре, имаме ли излез од оваа ситуација? Имаме ли излез од тој зачаран круг? Имаме излез. Излезот е особено, ќе пробам да зборувам од гледна точка на академската јавност. Значи, академската јавност може да придонеси дополнително да се манипулира со јавноста или да придонесе граѓаните да ја развијат таа способност да препознаат пропаганда и да не паднат жртви на нив. Значи, тоа општо се вика, мислам, медиумска писменост и треба да се работи на нејзе. Да се го зголеми свеста, значи, кај граѓаните, но исто така, повторно ќе кажам дека и граѓанинот самиот треба да проба да види колку сите оние општествени и политички процеси во Македонија зависат од него и колку тој може да ги промени ситуациите. Значи, веројатно да се работи на промена на менталитетот кај нашите граѓани дека зачувувањето на своите права зависи од сите други, ама не од нас. Значи, ако се промени тој менталитет, ќе направиме еден доста важен исчекор, јас мислам, и во промовирање, унапредување на демократијата и во подобрување на ситуацијата на обичниот човек во Македонија. Професоре Савески, ви благодарам за гостувањето од 24 вести. Тоа беше професорот Здравко Савески. Зборевме за политичкиот маркетинг, за политизирањето на денешната акција Ден на дрвото. Останете со програмата на 24, следуваат вестите.